Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во нека гостин е доктор Злате Мехмедовиќ, директор на Здравствениот дом во Скопје. Доктор Мехмедовиќ, министерот за здравство Филипче најави дека од септември ќе има огласи за вработување на медицински персонал. За каков профил на кадар се работи во Здравствениот дом во Скопје и дали тоа ќе биде доволно со оглед дека има проблем со недостаток од повеќе медицински работници во Здравствениот дом? Пред се имаме недостаток на лекари, кои што во најголем број не се неопходни, и тие се тие кои што се во најголем број во оние ветувања за вработување кои што ги имаме, кои што треба се реализираат во период на месец септември. Меѓутоа тука фали и останат медицински персонал, како што се медицински сестри, лаборантски техничари, рентген технолози, фармацевски техничари, фармацевти, дипломирани биохемиски инженери, така да кадарот кој што е неопходен за функционирање на здравствен дом Скопје навистина број многу голем број на профили. Не е доволно и повторно, значи кога разговаравме со Министерството за здравство, им предочивме дека ова треба да бидат вработувања од прва фаза, кои што ќе ги задоволат минимум потребите на здравствен дом Скопје за да даде квалитетна здравствена услуга. И така и беше договорено. Значи, вработувањата во прва фаза ќе ги покријат сите оние дупки кои што се создавани во текот на изминатите години со одливањето на медицинскиот кадар од здравствен дом Скопје. И на тој начин ќе ги покриеме само оние иницијални потреби на домот. Понатаму ќе разговараме за потребните неопходни вработувања кои што ќе го подигнат и квалитетот на здравствената грижа во домот. Што значи тоа прецизно? Значи колку ќе бидат работени, а колку останува уште како неопходност? По рамките на она што го гледавме во пределот на систематизација за нормално функционирање на одредени специјалистички служби во две смени, вработувањата кои што ќе треба да бидат направени во втора и трета фаза, ќе треба да ги дуплираат вработувањата кои што се во прва фаза. Тоа значи дека најмалку околу 200 вработувања се потребни во моментот за да имаме квалитетна здравствена услуга. Какви ви се плановите со итната помош со оглед дека таа функционира со десетина возила и намалени тимови? Како растеше градот Скопје, така не растеше итната медицинска помош и нормално е дека таа итна медицинска помош со тој систем на функционирање и толкав број на екипи не може да ги задоволи потребите на градот Скопје. Потребно е да се надгради и технички и со кадар за да може да функционира барем на некој начин подобро. Како тоа ќе се направи, исто сме во разговори со Министерството за здравство. Дел од лекарите кои што планираме да ги вработиме во месец септември ќе бидат во најголем дел за итната медицинска помош, затоа што таму состојбата е навистина многу лоша во однос на кадровската екипираност. Меѓутоа, разговаравме и за техничката опременост на итната медицинска помош, затоа што возилата кои што се користат во таа служба се не толку стари, меѓутоа се технички дотрајани. Тоа значи дека појавуваат голем број дефекти. Секојдневно се справуваме со тие дефекти кои што ги имаат возилата. Поголем дел од тие возила имаат поминато и над 200.000 километри, така да потребно е и технички да екипираме таа служба. Министерството за здравство пред неколку дена објави тендер за набавка на нови санитетски возила. Разговаравме лично со министерот и министерот ми вети дека дел од тие возила ќе бидат наменети за итната медицинска помош во Скопје. Имаше план за единствена итна помош на ниво на Македонија. Што е со тоа? Планираме да се формира единствен центар кој што ќе прави сумирање на повиците од цела Македонија и после ќе прави во зависност од тоа каде се наоѓаат диспечерските тимови и испраќање на итната медицинска помош на терен. Така да ќе се направи еден регионален центар кој што ќе прави после тоа дисперзија на поканите низ цела територија. Како функционира патронажната служба и во кои други сегменти особено се чувствува проблемот со недостиг на кадар? И во патронажната служба, значи можеме да кажеме дека имаме соодветен недостиг на кадар, меѓутоа таму ситуацијата е малку подобра. Пред се поради тоа што барем во последниве 10 месеци интензивно работевме со УНИЦЕФ и со UNFPA на тоа како да го подигнеме квалитетот на службата, пред се преку едукација на одредени модули. Меѓутоа, поалармантна ситуацијата во однос на тоа каква е ситуацијата во патронажната служба е во превентивните тимови, бидејќи превентивните тимови кои што се одговорни за имунизацијата се речиси преполовени. Наместо да имаме 28 школски и 27 предшколски тимови на територијата на град Скопје, ние имаме 16 школски и 15 предшколски тимови на територија на град Скопје. Не можеме со оваков број на тимови во перспектива да сметаме дека ќе можеме да одговориме квалитетно на подигање на колективниот имунитет на населението. Разговараме и за тоа повторно. Дел од овие 40 лекари кои што треба да се вработат во наредниот период ќе бидат
исто така наменети за превентивните тимови. Како ќе ги организирате новите кадри како досега или правите нов план на ниво на превентивна здравствена заштита? Пред се мораме во однос на тоа како ќе ги доекипираме со помош на овие вработувања кои што ќе бидат во прва фаза, да овозможиме некое минимално функционирање на службите. Понатаму како ќе се одвиваат вработувањата во втора и во трета фаза, можеме да разговараме за тоа дали ќе можеме да направиме некоја реорганизација за да можат тие служби да функционираат поефикасно. Домашната посета исто така има проблеми во начинот на функционирање и тука треба да се направи реорганизација. Имаме ли обучен кадар со кој ќе се пополнат испразнетите места на тие што заминуваат во странство, а тоа е масовна појава? А дополнителен проблем е што за 2 години се најавува дека во пензија ќе заминат 1200 лекари, а станува збор за специјализиран кадар. Здравствен дом Скопје во изминатите неколку години на специјализација испрати повеќе од 40 на лекари. Проблемот со едукација на лекарите и испраќањето нивно на специјализација пред се однесува на тоа како ќе ги пополните местата на тие лекари кои ќе ги испратите на специјализација. Значи, треба да организирате паралелно два система, а тоа е системот на давање на здравствена заштита и системот на едукација на персоналот кој што го имате на располагање. И тоа е тешко да се организира, особено во услови кога имате дефицит на кадар. Поради тоа бараме, меѓу другото, од Министерството за здравство во понатамошните фази на вработување да се покријат дупките кои што ќе ги имаме во делот на општи лекари кои што ги даваат основните услуги во здравствен дом Скопје и да се пополни тој пул на лекари од каде што ние ќе можеме понатаму да извадиме кандидати за понатамошно доусовршување. Проблемот, меѓу другото, е со доедукацијата на лекарите кои што веќе имаат завршено некој тип на специјализација, меѓутоа треба да се усовршат за одредена техника или за одредена специјалност која што е потребна. Да кажеме кардиолошко ехо или ехо на абдомен или ехо на тироидна жлезда. Тие лекари, меѓутоа, тука е малку поразличен системот. Кај нив нема потреба од долготрајна едукација која што ќе трае со години. Тоа се едукации кои што траат месец-два и тука полесно се справуваме со проблемите. Можеме да си овозможиме месец-два да останеме без одредена дијагностичка метода од тој лекар, меѓутоа ќе ја покриеме со некој од останатиот персонал и да го испратиме на едукација. Кога ќе не се врати, веќе имаме кадар кој што е едуциран за таа специјалност, меѓутоа повторно губењето на време по едукација на кадар останува како проблем. Иако е мал. Што треба да се направи за да се стимулираат лекарите да се вратат во јавното здравство и дали зголемувањето на платите и парите за ноќните дежурства е доволен мотив? Зависи за кој сегмент разговараме. Доколку разговараме за сегментот на примарна здравствена заштита и специјалистичко-консултативната служба која што работи во Здравствен дом Скопје, не. Затоа што со промените кои што беа направени неодамна, платите претрпеа корекции само во делот на оние што се додатоци на плата, односно сменската работа и ноќниот труд. Не може, односно дежурствата. Не можете во Здравствен дом Скопје на лекарите да им исплатите додатоци на плата кои што се однесуваат на сменската работа и на дежурствата, затоа што специјалистите кои што работат во Здравствен дом Скопје случајно работат во прва и во втора смена. И кај нив немате можност преку овие додатоци на плата да им направите дополнителен стимул финансиски за да може да останат во јавното здравство. Да, дефинитивно проблем, број еден проблем со кој што лекарите се стимулираат да го напуштат јавното здравство се финансиските примања. Меѓутоа, на страна и финансиските примања, не можете повторно да ги задржите лекарите во јавното здравство доколку не им понудите услови за работа. А условите за работа пред се подразбира техника која што им е потребна за дијагностицирање на лекарите. Почнавме пред неколку месеци еден нов проект во Здравствен дом Скопје со кој што сакаме да ја обновиме опремата која што е застарена во Здравствен дом Скопје како јавна здравствена установа. Тоа значи дека на нашите лекари ќе им понудиме квалитетна опрема со која што ќе можат полесно да ги дијагностицираат болестите. Тоа е вториот проблем кој што го имаат лекарите и третиот проблем кој што го имаат лекарите се едукацијата. Значи, едукациите кои што ќе им овозможат повторно да бидат по-спремни да се справат со проблемите на пациентите, да се чувствуваат по-комотно, по-комфортно во зоната на дијагностицирање на болести, за да немаат дополнителен стрес кога ќе влезат во ординација. Во Здравствен дом Скопје конкретно да го разговараме и конкретно за специјалистичката служба и не само за специјалистичката служба, доколку зборуваме за сите лекари и за помошниот медицински персонал, каде што се медицинските сестри или каде што се патронажните сестри, потребна е корекцијата на плата да се направи на ниво на основна плата, односно се коригира коефициентот на плата. И ако го коригираме коефициентот на плата, само така овие
здравствени работници кои што работат во примарниот здравствен сектор и во превентивниот здравствен сектор ќе добијат можност на вистина да почувствуваат некаква финансиска сатисфакција од тоа што го работат. Основната плата на лекар специјалист, согласно коефициентот кој што го имате, изнесува околу 33.000 денари. А реално за онаа работа која што вршат вработените во здравствен дом Скопје, минималната плата би требало да се движи помеѓу 40-45.000 денари. И ја мислам дека тоа ќе биде сосема доволно за да има една сатисфакција кај лекарите. Инаку владината програма веќе најави дека платата на специјалистите ќе изнесува 100.000 денари во јавното здравство, што е одличен стимул. И се надевам дека таа промена ќе има динамика која што во рок од 2 години ќе биде и конечно заокружена со таа плата од 100.000 денари и се надевам дека исто така и офати докторите од јавното здравство и од примарната здравствена заштита. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам и на вас. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.